Вкупно 180.000 евра потрошила владата за прославите ширум земјава по повод поканата од НАТО. Ова го покажуваат информациите кои ги објави владата, откако во јавноста се наметна прашањето колку чини славењето и откако опозицијата излезе со паушални тврдења дека прославите чинат половина милион евра. Хонорарот за 40 изведувачи, транспортот и сите останати трошоци чинеле по 11.900 евра во секој од 15 градови, или вкупно 179.500 евра. Трошоците за организацијата на настаните се скромни, по нормални пазарни цени. За промоцијата на настаните не се потрошени средства за реклами во медиумите, ниту пак се потрошени било какви средства за организиран превоз на публика од едни во други градови. Се вели во владиното соопштение, вкупниот хонорар исплатен на изведувачите е 75.500 евра, а од владата нагласуваат дека во авторските договори било наведено каде и со која цел ке настапуваат. Изведувачите кои ги откажаа своите настапи нема да бидат исплатени и со нив административната процедура ке се заврши по патна спогодба. По 3.200 евра од град или вкупно 49.000 евра се потрошени за сцените и сценската опрема. 35.000 евра чинело обезбедувањето на логистика, редари, заштитни огради и транспорт. За креативен концепт и реализација на промотивна кампања на социјални мрежи, графички решенија, видеопродукција, визуализации на бините и постпродукција, протрошени се вкупно 20.000 евра или околу 1.300 евра по град. Од владата додаваа дека преносот на јавниот сервис не беше реализиран бидејќи авторските договори со изведувачите не вклучувале регулирање на авторски права за пренос во живо на национални телевизии и со цел да не се издвојува посебно ниту еден од 15 настани и 40 изведувачи ширум државата. Објавувањето на вкупните трошоци од страна на владата доаѓа по бурните реакции од јавноста, но и по паушалните бројки кои претходно ги пресмета опозицијата.